Од јавното предпријатие за државни патишта на Македонија велат дека немало никакво предумислување во владата дали од Штип до Кочани ќе се надградува постојниот пат во експресен или пак ќе се гради нова делница на друга локација. Едноставно досега немало каква било цврста одлука, туку се уште се правеле анализи за што биле ангажирани јавното предпријатие за државни патишта, заедно со проектантите и ревидентите на проектите, односно изготвувачот на проектната задача, градежниот факултет од Скопје. Според Љупчо Ѓоргиевски, директор на јавното предпријатие, цело време во игра биле двете можни опции, односно проширување на постојниот пат во брза магистрала со максимална брзина до 100 км на час и изградба на нов крак на локацијата каде што било трасирано во иднина да се развива како автопат. Вчера беше донесена одлука во Министерството за транспорт и врски, веќе во присуство беа повикани градоначалниците на трите општини кои гравитираат, значи градоначалникот на освен на Кочани, градоначалникот на Штип, градоначалникот на Облешево, Чешиново, Облешево, така да беа информирани градоначалниците за нашиот став дека се работи на реализација, тоест на проектирање кој што треба потоа во наредната година и да се реализира во градба на нова траса која ќе почне со завршувањето на автопатската делница од Скопје, поточно од Миладиновци до Штип, кај Три чешми, местото викано Три чешми, и да продолжи со нова брза магистрала до Кочани. Станува збор и со така би демонстрирал дека овдека до 120 км, значи брзините дозволени ќе бидат проектирани бидејќи ќе има широчина на патот некаде околу нешто повеќе од 11 метри со ленти за станување или претекнување, дека проектираната брзина ќе биде до 100 км наместо 120 како што беше спомнато на вашата телевизија. Според Ѓоргиевски, без оглед што реализацијата на овој магистрален пат по нова траса е нешто поскапа, сепак ќе се оди со проектирање, а во текот на наредната година и со почеток на градба на оваа делница. Ќе има сосема нова траса која почнува од Три чешми, ќе има крак кој што ќе води према Пробиштип со Клучка и се завршува во Кочани. Значи не ќе биде испресечен патот, ако одевме со проширувањето на стариот пат, имаше доста клучки кои што треба да влегуваат во населените места. И секако ќе требаше да се реконструира целото наводнување и одводнување на оризовите полиња кои што гравитираат кон постојниот патен правец. Затоа решивме и кога ги ставивме финансиските показатели, без оглед што малце е поскапа реализацијата на нов пат, како што кажавме, ќе одиме со тоа. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта нагласува дека одлуката да се гради автопатски крак на нова траса е донесена врз претходно направени анализи и како тоа ќе влијае на потребата од финансиски средства за проширување на постојниот пат или за градба на новиот, вклучувајќи ги сите позитивни и негативни страни и на едниот и на другиот предлог. Инаку, најавата оти ќе се гради ново поврзување на Кочани со автопатот до Штип, во четвртокот ја соопшти градоначалникот Димитровски на предновогодишната средба со представниците од бизнис секторот од Кочани.